По вечерашното издание на Ноќно студио гостин е премиерот Зоран Заев. Добро дојдовте, господин Заев. Добро е, Најдов, и добро вечер до гледачите. Слушате многу коментари за вашата работа, за работата на владата, вакви или онакви. Ме интересира како вие лично ја оценувате работата на владата со која раководите? Јас се оценувам успешно. Владата е многу стабилна, довербата е на многу високо ниво. Се надевам дека и ќе расте во иднина, заради тоа што во овие први 6,5 месеци има и запознавање на карактери, на луѓе, на соработници околу себе или слично. Верувам дека граѓаните се свесни за очекувањето од владата. Некои чекори се преземаа многу храбро, многу интензивно. Знаат сите во Македонија дека е урнисана, руина е финансиската состојба во државата. Јас сум економист човек и сакам да бидам мерен во успешноста и јас и владата што ја водам преку економските ефекти. Радосен сум што имаме успеси на меѓународен план, навистина тоа влија и на економијата, позитивната атмосфера, пријателските односи и секако позитивните пораки што се испраќаат, верувам дека охрабрува домашни и странски инвеститори да повлечат кредит, да инвестират во погонче, во фабрика или слично, но на крајот на денот конечно тоа зависи како се чувствуваат граѓаните. Тие се тие кои што се мериторни и најважни во нивните коментари. Јас сум растеретен како политичар, дали тоа било нешто критично осврнато према владата или не било критично. Критиките се здрави, треба да учиме од нив. Неколку пати сум бил директно цел на критика, сум знаел да се повлечам во тој дел и верувам дека владата ќе биде подобра ако биде охрабрена и медиумската, но и сеопштата јавност со критичен однос кон сите аспекти на работењето на владата. Каква е разликата, пак ве прашувам вас лично, меѓу очекувањата пред да влезете во премиерскиот кабинет, ентузијазмот, желбата да се направи нешто и кога сте внатре, кога треба таа работа да се заврши? Постои ли разлика меѓу тоа? Дали постојат разочарувања лични? Постојат секако. Како и кај секој човек, кога е да влезе на некоја нова работа со сериозни обврски, постојат и стрекни околности, но постојат и разочарувања. Јас не зборувам многу за разочарувањата, заради тоа што верувам дека треба да бидам првиот охрабрувач и за граѓаните и за стопанството, заради тоа што преку оптимизмот верувам дека се пушта силна, како да кажам, порака или се прави на еден вид позитивен притисок за позитивни доживувања на секојдневието, а позитивни луѓе се способни за работа повеќе, за инвестиции повеќе, за градење пријателства повеќе или слично. Разочарувањата се случија, само тоа ќе го кажам, во финансискиот концепт на државното функционирање. Јас и заради бомбите, и заради тоа што се знаеше во јавноста, очекував. Сите очекуваа, веројатно, но за жал е малку пострашно од тоа што сме го очекувале и до толку ќе зборувам, тоа е решливо. Фативме со стабилизирање на сите финансиски аспекти. 2018 верувам до половината ќе бидат исплатени сите тие фактури од, ќе кажам, глупостите во Македонија што се правеле, на кои што има договори, има постапки, ако не се платат, ќе се платат по судски пат со затезни камати. Верувам дека ќе имат разбирање и тие што побаруваат од државата, за да може да се исплатат сите обврски, завршни времени ситуации кои што се доспеани, а при тоа се обидувам со она што останува малку да креираме нешто кое што представува нови моменти во Македонија заради стабилизирање, но и заради поттикнување на севкупниот економски прогрес во Македонија. Јас сум човек кој што е убеден дека Македонија и така како може подобро да живее. Кога велите тој оптимизам, нели, и тој слоган со кој победивте на изборите, животот во Македонија дојде, или ќе дојде животот во Македонија, живот за сите. Не знам колку знаете, бидејќи вие сте прилично изолиран и во, нели, кабинетот, сите ваши патувања надвор. Не знам колку знаете дека околу со тој слоган како да станува извор на посмев, иронија, дојде животот, алудирајќи на тоа дека
практично тој живот го нема. Значи, животот за сите е таргет кон кој што се стремиме и веројатно секогаш ќе се стремиме сите како општество. Но од неколку аспекти животот е дојде. Нема повеќе притисок врз медиумите. Нема диригирани судски пресуди. Нема бркање од работа заради партиски основи. Имаме разлабавена состојба комплетно во Македонија. Има транспарентна власт која што е спремна да одговори на секое прашање, буквално е обсипано со изјави на сите можни начини. Од економски аспект сите знаат дека треба време да се покажат резултатите кои што ќе почувствуваат сите. Јас сум среќен со тоа што досега го имаме сработено. Еве ги вкупно 22 многу важни и големи странски инвестиции кои што се во најава, дел се потпиша веќе договори, дел се предпотпишување договори, дел се предодлуки конечни на бордовите. Тоа само по себе кажува дека и френдли или пријателската атмосфера која што се создава, новите мерки на владата, севкупната посветеност на ресорните министри дополнително мотивираат инвестициона активност во Македонија која што треба да предизвика работни места, која што треба да го зголеми брутодомашниот производ. Истовремено тоа носи повеќе пари во буџетот заради социјалните аспекти на водењето на државата, но истовремено знаете дека и една мерка само минималната плата ги отвори спиралите на платите. Дали имате представа, пред подготвувајќи се за ова интервју разговарав со професори, лекари, познати уметници и така натаму, околу нивната перцепција за тоа што се случува и како да забележувам дека постои една перцепција дека таа партизација на институциите, сега една партија се заменува со друга и повторно како да настанува јас меѓу индивидуалците кои имаат некаква тежина и вредност во јавноста и она што е извршна власт. Дали го забележувате вие тоа? Што е опасност една на губење на оној првичен ентузијазам кој владееше веднаш откако дојде до промената на власта која се разбира го донесе тоа чувство на слобода која сите го очекувавме, но се разбира дека очекувањата се и други. Се согласувам, ние треба да ги надминеме партиските спреги околу нас, како да ги кажам, преокупации, но сепак се политички партии тие кои што ја водат државата. Насекаде околу нас провеуваат експерти, граѓански активисти, луѓе независни кои што не се од партии и тие дават сериозен придонес во функционирањето на сите институции. Ние се трудиме секој можен капацитет кој што постои во државата да го искористиме и сме веројатно само на пола пат и треба да продолжиме понатаму. Како да ви кажам, повеќе од 30% од институциите не се променет. Луѓето се останат. Ако тргнете во внатрешноста, во подрачните единици, во Гевгелија гледав од 42 подрачни единици на централната власт, само 8 се променет и функционираме. Не ја брзаме работата, нека да се квалитетни кадри, веројатно ќе останат. Нека да има постапки по конкурси или слично, но она што е важно, тоа го знаат еве поддржувачите на СДСМ, дека водиме една политика која што мора да исполни конечната цел живот за сите. Не само за тие од СДСМ. Што значи тоа? Тоа значи не може агроном да биде полицаец, да бараме работа ако треба во земјоделието. Ако е медицинска сестра, треба да биде во здравството и да конкурира таму каде што навистина имат стручност, но и години, знаење, искуство или слично. Не може да биде партискиот клjuč императивот во одлучувањето на било кој даден ангажман. А сигурни сте во тоа дека тој критериум е императив во институциите? Мора да биде императив. Дали е? Мора да биде. Има многу партиски луѓе кои што ги водат институциите. И тие имаат својата пристрасност кон своите сопартијци, веројатно. Но секоја можна прилика на нашите форуми, централни одбори, извршни одбори, правиме заедно со пратеничка група, правиме со градоначалници или слично, велиме, дојде време да ја прекршиме работата. Не може една партија само да се заменува со друга. Има 70% од луѓето во државата не се членови на партии. И не ги интересираат партиите. И дај Боже да го доживееме моментот на западните земји, каде што апсолутно првата нишка е норматив, критериум, принцип, правила. Мора да има правила. Бевте во Брисел, се сретнавте со председател на Европската комисија, бев таму, ја следе вашата посета и очигледен е ентузијазмот кој постои во Брисел во однос на тоа што
го најавивте, односно тоа што го правите, но од друга страна забележувам дека диоптријата на лупата од која се следи текот на реформите е многу по-изострена. Од таа смисла ќе се надоврзам и на изјавата на амбасадорот Жбогар кој вели да, има постои оптимизам, очекуваме Македонија да започне преговори, но многу е важно да се промени менталитетот, да има поголема посветеност на реформите и да се обезбеди известен консензус во општеството за да тоа успее. И сами знаете дека и од Брисел, и покрај тоа што го поздравуваат она што го правите, сепак имаат известни забелешки на некои состојби. Може ли вие лично да ни пренесете кои се тие забелешки? Значи не следат буквално не со лупа, со дурбин. Зошто? Заради тоа што сака да видат дека и во суштина работите се менуваат. Многу е важна имплементацијата, не е само важно законодавството, мерките, чекорите во плановите или слично. И јас ќе земам во паралела јавната администрација, реформата во јавната администрација. Прво е однесувањето на новата власт кон јавната администрација. Второ е како тоа ние ќе зголемиме ефикасноста и ефективноста на јавната администрација. Трето е како ќе се надополнуваат испразните места во јавната администрација. Дали ќе биде исто по партиски клучи или не. Четврто е како ќе ја мотивираме или санкционираме јавната администрација. Кажувам само неколку аспекти од цела една лепеза на мерки кои што вчера Советот при конституирањето, Советот за реформите во јавната администрација ги има во својата агенда. И сега ако Заев биде исти како претходните, заедно со него и СДСМ и коалиционите партнери, ако тоа се прави на кадрови комисии само во СДСМ, тоа сме исти. Ние не може да ги излажиме партнерите од Европската унија кои што треба да ни штиклират успешна реформа. Значи, ако не ги бираме раководителите на многу значајни институции по пат на конкурси, каде што се јасни критериумите, се знае 5 години работно искуство во област, мора да има докажени проекти и реализација во област или слично. Без разлика кој ми е близок мене во партијата или не, ние мораме да се движиме по условите, критериумите и нормативите. Особено е важно судството, правосудниот систем. Зело, само една област, да. Така можем во сите. Во таа смисла и заложбите ваши беа јасни во смисла на поддршката на она што го препорача Прибе, а тоа е да се обезбеди независен и ефикасен судски систем како предуслов за едно демократско општество во кое владее правото, дека постои таква една гаранција. Од друга страна имаме веќе некои изјави, на пример судијата Лазар Нанев кој рече дека некои тефтерчиња се менуваат со други. Забележавме дека судскиот совет, да речеме најнаш, иако сами велат и како што стои во законот за судови дека критериум е кој е највисоко рангиран, најнаш тие што се највисоко рангирани не се избираат на местата на кои конкурираат. Таков е случајот со апелација во Скопје, основниот суд во Тетово, каде што се назначуваат на функции луѓе кои се пониско рангирани. И покрај тоа што законот е доста прецизен во таа смисла, вие може да ми кажете дека не се мешате во судството и така и претпоставувам дека тоа треба да биде, но прашањето ми е постојат ли тенденции за нови тефтерчиња? Бидејќи ова се сепак веќе индиции дека нешто се случува што не треба да биде, нешто што сакаме да го прекинеме. Прво е добро реагираше општеството. Реагираат луѓе. Порано не смееше никој да спомне. Тоа предизвика и кај мене реакција. И почнав да правам своји истраги. Дали тоа некаде некој прави нови тефтерчиња, влијанија, сугестии или слично. Судскиот совет е истиот што беше советот на јавни обвинители, истиот тие одлучуваат и во обвинителството тие одлучуваат. Имено и тоа е она што изненада. Е така. И во тој дел апсолутно веројатно има доза на присуство на клиентелизам. И јас го кажувам тоа и ќе го користам овде. Најголемата реформа е ако почнеме да се менуваме како луѓе, така и во судството. Не му требат ниту на Заев, ниту на СДСМ, ниту на коалицијата, некој да му се додворува, да му се умилкува и да гледа како да му погоди. Не. Мене и на коалицијата на власт ќе ни погодат. Ако одлучуват по норми, по критериуми. Ако судските одлуки се носат согласно устав, согласно закон и сопствено убедување на судијата. Тука е најголемата суштина на реформата во правосудството.
Ние веќе 3 закони пуштивме. Ќе се донесат до крајот на годината, идната седмица во парламентот. Следуваат најважните закони со двотретинско мнозинство, со се. И ќе ги направиме. Ќе бидат мудри, имаме експерти од надвор, домашни експерти, ќе бидат одлични законите. И досега голем дел од законите се добри. Важно е дали се менуваме како општество. Јас верувам дека треба да зборувам јавно. Јас не можам да дигнам телефон. Не можам, оти мислам дека сум исти како Груевски. Што време се бира, и сега, знаете како тие спекулации, сопруга на член на СДС избрана во апелација, ваму човек во Тетово пониско рангиран од кандидатот, познат како близок на Дуј, и тоа веќе личи на коалицијски договор. Ме праша, значи, зошто е Милева изберена за во апелација, и морав да прашам, да видам што е во суштина работата. Единствен од кандидатите кој што има академија. Академијата е актуелна, дел од реформите мора да остане академијата, оке тоа во стратегијата за реформите во правосудството, се бориме како да отвориме прозорче, како и други стручни кадри, како стручните соработници во судовите, адвокатската фела, како капацитет ќе ги искористи Македонија, и веројатно заради тоа што единствената академија од тие кандидати е изберена токму таа. Но стои таму, не си наслушавме изјави од луѓето во судскиот совет дека најважно е кој е највисоко рангиран. Точно е, највисоко рангиран за претседател на Скопскиот суд Скопје 1 е Владимир Панчевски. 261 поен од максимално добиени 260, што секој судија треба да ги добие. Прашањето прво како има 267, кој го дал тој еден, и втора дали е најдоброто решение Владимир Панчевски судскиот совет да го бира. Веројатно тие ќе ги дадат своите образложенија зошто избрале, заборавив како се вика дури новиот претседател на судот, јас и не го знам човекот, Џолев, да. Значи го избрале него. Не ги знам, ниту можам директно со судски совет да дебатирам и да расправам ова работа, треба да ги дадат тие своите околности, но мојата истрага ме доведе до тие одговори. СДС и Дуј немаат влијание во изборот на Осповен во Тетово и апелација во Скопје. На СДС и на Дуј на состанок не се договарало таква работа. Не се договарало. Јас сакам да искористам барем друго, ако не приликата. Немојте да ги слушате партиите што сугерираат директно до тие што бират судии, до тие судии што одлучуваат. Немојте да одлучувате ако партии ви сугерираат. Јас знам дека и опозицијата и било кој знаат дека нема никакви влијание сега врз судството. Ова го кажувам за да не се трудат да ни учинат, да ни погодат. Не ни треба тоа. А сигурни ли сте дека пониски ешалони во партиите на власт не го прават тоа? Не сум сигурен. Затоа јавно зборувам, немојте да ги слушате ако некој се обидува. На парламентарната говорница, при образлагањето на кандидатите за министри за новата влада, ја испратив пораката. Ке биде разрешен министер, заменик министер, ако слушнам дека се обидел заради било која потреба да влие врз судството, колку и да е тоа оправдан. Не е нашата работа да се мешаме таму. Ако нема независно судство, ние може да носиме 100 плана 369. Не знам што и да правиме преку 100 совети. Џабе е се. Правосудството и реформите во правосудството се најзначајните реформи. Не се другите помалку значајни. Тоа е една од приоритетните. Медиумската реформа, администрацијата, тајната полиција и МВР реформите се многу важни. Граѓаните ги видоа сите грозоти на оваа работа. Јас сум Зоран Заев, кој што рече судство не видам на рочиште. Не ви се појавам секој понеделник, за да извадам на површина колку е потребно тоа за реформирање. Околу имплементацијата на препораките на Прибе, формирање тој совет за реформа на правосудството, и видовме таму се случуваат доста, има една тензична ситуација, некои од членовите се незадоволни, оставки, видовме јавни критики, поглавно насочени на известни тенденции во рамките на тој во тоа советодавно тело да се освојат известни позиции од кои може да потекнат некои сиви центри на моќ, известна сива еминенција. Дали има таква состојба во Советот? Или воопшто во тие движења кои треба да ги поддржат реформските процеси и имплементацијата на препораките на Прибе? Прво, Советот за правосудните реформи заврши големи работи. Ја донесе нацрт стратегијата за реформи во правосудството, владата веќе усвои таа
нацрт стратегија. Заедно со службите кои што ги изработуваат законите, веќе изработија законски решенија, дел владата ги усвои се во парламент, дел доправо доаѓаат пред влада, завршија значајни работи. Тоа се експерти во Република Македонија. И сега тие експерти, според мене, си имат многу предности, ама имат и понекоја слабост, како сите ние. Верувам, тоа што ми го кажа. Тоа што ми го кажа. Еден од експертите вели мора да биде дел во стратегијата закон за политичките случаи. Ние како влада мислиме дека не треба да има закон за политички случаи, заради тоа што секој што ќе изгуби на суд ќе каже дека е политички мотивирана пресудата која што ја добил. Значи тоа не може. Кој ќе оцени што е политички случај, што не е? И рековме, повторно апелираме, да се користат законските механизми. Но тоа мора да се случи. Вие имате и морална обврска, таа правда да се врати, бидејќи имаше такви случаи, господине. Има алатки. И особено за да се лоцираат кои се, например, обвинителите, судиите кои учествувале во такви политички монтирани процеси. Бидејќи судството на крајот од денот не може да цело време да велиме дека судството е партизирано. Тие суди или обвинители кои биле во таква служба имаат име и презиме и тие треба да се знаат. А ќе се знаат преку преиспитување на известни судски постапки кои биле политички мотивирани. Може да се отворат сите тие постапки, случаеви, пресуди кои што се донесени повторно по два основи. Првиот е основ, нов доказ, посебно ако е доказот за политичка мотивација, уште поважен доказ е тој. Или било кој доказ се реотвара судска постапка. Вториот е дел преку мерката БЗЗ преку републичкото обвинителство. Директно. И тоа е втор начин за да се отвори секој таков случај. И постојат тие механизми. Јас прашав само, добро, ако се тие и тие случаи, зашто не биле обжалени до Страсбур, како случаеви? Треба да се отворат случаевите, но ние ако донесеме закон, тогаш секој кој што е изгубил на суд или доправа ќе изгуби, ќе каже политички мотивиран случај, е тоа и од владата на Заев. Легитимна е таа дилема, но од друга страна постојат механизми. Никаде не постои дали пред тоа кои ќе бидат критериумите? Не постојат такви критериуми. Кој ќе ги оцени? Кој е тој што ќе одлучува по тие критериуми? Ќе му дадам на Борјан Јовановски можност да го реотвори својот случај, на Зоран Заев? Не. Мислам, кој ќе е тој што ќе одлучува? Мора да постојат принципи и нормативи за оваа работа. Постојат правила. И сега законот ги нуда тие правила и треба да се користат сите тие правила. Преку реотварањето, тогаш ќе излезат на површина дали некои судии биле подкупени, заплашени, дополнително политички инструирани или слично. И при тоа да кажам, секој пат го кажуваат пред секое судско рочиште, кога излегува после судско рочиште или после отовинителство. Огромен процент во правосудството во Македонија се честни судии и подготвени. И затоа тие исти суди не треба да делат судбината на оние кои учествувале. Така, и треба да се препознаат тие. И тенденциозно во политички монтирани. Така. Треба да се издвојат и да се препознаат тие кои што правеле политички монтирани случаи, грубо кажано, или буквално по нарачка носеле пресуди, спроведувале постапки или слично, такви си обвинители и суди. Еден дел, тоа се мал дел, еден дел се луѓе кои што не знаат и сами што прават таму. Но огромен дел се луѓе стручно подковени, подготвени до ден денеска и во периодот на назад да делат правда. Господине Заев, околу дали сте задоволни како се координира целата работа од Министерството за правда? Во однос на не сум целосно задоволен. Што е проблем? Па мислам дека малку повеќе мора да посветат внимание и дебата, за да нема вакви реакции од членови на Советот за реформи во правосудството. Значи нешто таму не се решило. Какви да се причините? Јас знам дали сте го пренеле тоа на министерот? Како не, јас ги следев. Заменикот кој е ваш? Ги следев настапите на господина Најчевска овде у Телма беше. Видов професорот Фрчковски како реагира, ако бе во Албанија. Петокот видов реакцијата. Претходно слушнав дека е поднесена оставка од Калајџиев, од Уранија, Пировска, значи и видов дека нешто се случува. И вртев телефони нормално. Тоа сепак под надлежност на Министерството за правда. Ми дадоа своји образложенија, не би сакал сега, тоа е нивна работа. Знам дека се надминати одредени работи, одржале состанок, одредени работи сака да се исправат таму меѓу нив, но истовремено ги знам и причините зашто и вака се реагирал. Сте разговарали за ова со партнерите во Европска унија на кои е многу важно како се тече тој процес и кои се нивните забелешки по однос на тоа? Не, они
како Бидејќи тоа стана известен sine qua non услов за да направиме некаков посериозен напредок и да исчистиме препораката за почеток на преговори од условеноста. Советот ја врши својата работа. Прашањето е неколку работи се истакнаа. Значи, кој ги избрал? Ги избрал министерот со своји луѓе, веројатно во правда, да ги предложи баш од експертската фела, трудејќи се да ги опфати сите. Знаеме и како се бираше, кога се бираше самиот совет. Второ, им е дадена комплетна можност да работат луѓето. Изработија документи. И сега, и самите експерти, голем дел се универзитетски професори, имат и внатре сами различни ставови. Ама барем се експерти, не се политичари, кои што ќе разговарат за стратегии и закони во правосудството. Да бидат експерти. И никој пат тоа не може да биде идеално. Ако е идеално, тогаш ставете го прашалникот и веднаш сомневајте. Значи, нека има дебатата, таа е здрава дебата. Но нека продуцират квалитетни документи, кои што апсолутно ќе дадат конечна реализација на целта која што ја сакаме. Независно правосудство. Со антикорупцијата, ми се случи еден момент кој веројатно кој треба да ни укаже на тоа дека им постојат недостасуваат вистинските механизми за вистинска борба против корупцијата. Морам да ви кажам, како граѓанин, прилично непријатно го доживеав тоа што американскиот амбасадор ни укажува на тоа како дека не се трошат во најмала рака рационално буџетските средства, кои сами рековте на почетокот, ситуацијата во буџетот не е добра. Па, она епизода со Дик, како ја коментирате? Значи, прво треба да бидеме сите реални и прво да кажеме тоа што е вистината. Сите државни изборни комисии земале екстра награди за време на изборни процеси. Ама зашто не го каже американски амбасадор, зашто ние немаме наши институции, тела, механизми кои... Значи, добро е дека се коментират работите, без разлика дали од домашната јавност, дали некој амбасадор ќе ни каже, некој што не мониторинг што ни прави од Европа или слично, нека се каже, јас ако сум знаел, јас ќе сум зборувал за тоа. Немам предрасуди за оваа работа. Значи, се донесени одлуки на седница на ДИК, кои што се законски. Не е незаконска одлука. За тоа не станува збор. Работата е колку е етичка, заради тоа што зошто тоа не го направиле на јавна седница. Ако требало да си дадат награда од работеле по 16 и 18 часа, тоа е регулирано во законот, во време во кое што голема сиромаштија владее и реагираше бурна јавност. И јас го поздравувам. Развидливо. Океј, јас го поздравувам етичкиот чин на тие луѓе. Но да не забораваме, значи таа ДИК го додржа можната злоупотреба да не се случи на избрачкиот список, покажа сериозна капацитетност во многу тешко време. И тоа се врвни експерти од сите политички партии. Не е дилемата тоа. Дилемата е зошто, што се случува со механизмите во општеството, со институциите, кои би требало тие работи да ги превенираат. Еве, например, Државната комисија за антикорупција. Што прават тие луѓе? Тоа е истиот состав е таму. Државната комисија за антикорупција даде писмо дека се е законски. И е законски. Значи, антикорупција реагира кој има коруптивно дејство. Ова антикорупција што е сега, е Тапа Џонсон, нема врска. Комисијата. Ама не треба да постои. Зошто не се смени? Ма не смеаме, јас во независните тела. Тоа Груевски менуваше антикорупција, антиконкурентност, како беше Комисија за спречување на законски не може да бидат променети. Да. Но може би треба да се смени законот, ба заради тоа. Комисијата, тие независни тела како Комисијата за антикорупција, Комисијата за спречување на дискриминацијата, Македонската радиотелевизија, ако сакате. Нема никакви промени таму. Комисија за заштита на конкурентноста или... Да, и Комисија за заштита. Македонската радио... Важни тела кои би требало, кои навистина ги се... Суштината на кои ја носат јадрото на демократијата. Така. Значи, тие тела, ако Заев и владата ги менува и поставува нови, ништо немаме од тие корективи. Заев и владата треба да ги тргнат подалеку раците, по пат на компетативност, конкурс. Но Заев и владата може да донесат закон според кој ќе се... Исто. Дали директно ќе ги смениш или индиректно ќе ги смениш, овие луѓе, веројатно еден дел, мора да им истечат мандатите. Другиот дел треба да ги отвори Комисија за избори и именување во парламентот.
И што ќе правиме сега додека не се сменат тие работи, немаме ќе се случува во парламентот. Check and balance нема. Ќе се случат во парламент, нема бегање од таа работа. Заради тоа што во јавноста веќе тоа е присутно и тоа е нешто што следува. Парламентот не можеше да работи заради тоа што беа избори во целиот овој период и сега во периодот кој што предстои, јас сум убеден дека комисиите за избори и именување ќе ги отворат ваквите прашања. На крајот ние мора да добиеме независна комисија за борба против дискриминација, независна антикорупцијска комисија, независна комисија, не знам, за заштита на конкурентноста, Државен завод за ревизија. Значи, тие се многу важни институции кои што бидат корективите во општеството и будното око на следење на законитоста на работењето од секој аспект. И делот на финансиската, и во делот на етичката, и во делот на судирот на интереси, и во делот на дискриминациите, или се кое што има област на нивно действување. Но не може Заев да ги менува тие и владата на Заев. Значи, не е во ред да се променат токму од Заев, па макар и покажале слабости на законски предуслови кои ќе овозможат избор на тие на луѓе во тие тела кои се со интегритет и работат согласно законот и духот на демократските закони. Така. И ќе се случат. Нив ги бира парламентот, е најголем дел од нив. Дел од нив се, не знам, застапени како независни тела, има други процедури на избор. Значи нив влада на седница на влада не ги бира. Оти тие се контролни механизми на извршната власт. Пак ќе повторам, од вас очекуваат да се променат законите за да се овозможи таков избор, бидејќи перспектива за една демократија нема без тој тип на независни тела. Значи, ние треба да го промениме законот за да го прекинеме мандатот на членот на антикорупцијска? Тоа ли треба да направиме? Не. Не знам, треба да најдете решение. Законите се донесени, законите постојат. Треба соодветните тела кои што ги бират да ги отворат постапките за избор на тие. И јас апелирам да работат тие тела. Тие не се владини тела. Тоа не е владата. Владата не ги бира тие институции. Владата бира може би управен одбор на ЕЛЕМ, поставува директор на управа за приходи, на царината, на не знам, на тајната полиција, на јавна безбедност. Тоа е надлежност на владата. Владата не може да промени некој закон со кој што ќе тргнат промените нови институции. Законот постои, треба да се постапува по него, за да може да се случат експертско поставување на луѓе во тие институции. Да вратам на судството, искрено заборавив пред малку. АКМИ системот и целата таа проверка, што се утврди со тоа? Уште тој извештај се најавуваше, ќе се обзнани, така па се одлагаше еднаш, два пати, три пати, еве, се уште јавноста го нема увидот во тоа што се правило со тој АКМИ систем според кој се доделувале судски предмети, кој како стигнал, се бодувале судии, како што ви споменавте еден судија кој бил високо рангиран, а знаеме како постапувал. Значи, јас верувам дека штом се комплетират извештаите од наодите ќе бидат објавени. Прашав нешто готово ли е од тоа? Да. Што се чека? Да биде комплетно завршена работата со утврдувањето на наодите од контролата на АКМИ системот. Штом ќе бидат завршени наодите, они ќе го објават комплетниот извештај. Кога? Веројатно многу брзо. Најавата беше уште во ноември дека ќе се објави. И наеднаш застана таа работа. Зошто? Веројатно, значи не знам, соодветна судска инстанца повисока правила контрола на пониските. И таа судска инстанца треба да го соопшти тој извештај. И таа судска инстанца не е владина инстанца. Значи, Министерството за правда го правеше. Еден дел од Министерството за правда. Значи контролата во како функционира АКМИ-сот? Во Гевгелија, дали бил злоупотребува? Да. Штом ќе биде готов извештајот, секоја од институциите ќе го сублимира и ќе го објават самиот извештај. Не е готов извештајот од АКМИ системот. Тоа што е готово покажува дека е злоупотребен АКМИ системот. Вие имате подетални сознанија кои... За тоа што е готово, сум прашал и ми кажат дека конкретни докази има за злоупотреба на АКМИ системот. Околу препораките на Прибе, нов обвинител треба да се избира. Што ќе се случува со специјалното јавно обвинителство? Јас мислам дека идејата на специјалното јавно обвинителство е да биде дел од државното јавно обвинителство, кое што би била распределена како оделение или сектор, како е сега оделение за организиран криминал, тоа да биде едно ново оделение, кое што ќе продолжи да до крај ги истражи доказите или индициите кои што постојат под нејзина надлежност. Тоа е дефинирано. И тоа согласно и препораките, оваа институција мора да заврши својата работа. Така стои во препораките. Значи, иако завршија мандатите за поднесување на обвинителни акти, институцијата мора
да ги заврши своите наоди и да ги достави низ институциите на системот да процесуират затварање на предмети и истраги. Значи ќе остане специјално јавно обвинителство во рамките на обвинителството и ќе работи независно. Да, тоа се укажувањето кои што стратегијата ги укажува во делот на специјалното јавно обвинителство. Господин Заев, поврзано со животот и така натаму, сите пофалби кои ги добивате од Европската унија, од меѓународната заедница, тоа малку им значат на луѓето и реалните проблеми со кои тие живеат. Извршителите, например, знаете, вие сами ветувавте за време на изборната кампања. Сами знаете дека луѓето се изложени на големи трошоци, кај да се свртат, било што да побараат услуги од администрацијата, сегде плаќаат нешто. Со извршителите, ако сте должеле 1000 денари, цехот ви стига да биде 10.000 денари. Зошто не може да се направи никаква промена во таа смисла? Помина 8 месеци од како е власта дојдена. И тоа граѓаните не го чувствуваат. Тој систем останува. Законите се веќе готови. Јавната дебата отпочнува. Мислам дека оваа недела што доаѓа, или таа веднаш после Нова година, ќе биде организирана првата дебата од страна на министрот за правда во присуство на Комората на адвокатите, Комората на извршителите, Комората на нотарите, ќе бидат стопанските комори повикани овде, Сдруженијата на потрошувачите комплетно и други институции, за да дебатата ја отворат конкретно, за да се постигне конечната цел. Наша конечна цел во делот на извршителите е рационализација до ниво на нормала на извршните постапки во делот на наметувањето на трошоците на граѓаните. Едниот дел би требало да бидат решени преку она што системот и досега го нуди, а тоа се медиациите во решавањето. Има податок дека за 5 години заработиле извршителите 23 милиона евра. Тоа се пари на граѓаните, и тоа од граѓани кои немаат пари, тоа не се 23 милиона некој да заработи на сметка на сиромаштија, па малку е. И тоа е 95% од сиромашните граѓани. Имено. Затоа што богатите ги плаќаат сметките. Сиромашните не можат секогаш на време. Како тие луѓе да го почнат? Не, ова е прашувам бидејќи тука е измената во законот. Некои работи можевте многу побрзо да ги направите за да се почувствува тоа што, нели, тој живот. Значи, кога сакате да бидете транспарентни и да терате постапка независно, вклучувате прво експерти. Законите се носат во нормални постапки, по пат на дебата, заради тоа што не сакаме да создадеме повторно затворена власт, која што е најпаметна во општеството, не? Ние само ја водиме извршната власт. Експертите мора да бидат ангажирани. Целта е дел од програмата на владата, да ја постигнеме, каде што, не знам, надоместокот на извршителот не може да ја помине повеќе од 10% од сметката која што се должи. Не може да биде таа 10 пати поголем надоместокот на извршителот од самата сметка. Ова мора да помине низ дебати. Ако сакаме да имаме квалитетни законски решенија. И за кога ќе се случат тие промени? Ќе се случат во таа област. Почетокот на годината ќе се случат тие промени. Законските решенија се готови. Дел од нив се на НР системот. И тука паѓаат веќе, дебатата е отворена. Дават сугестии. Ќе се одржат дебати, ви реков, со коморите. Дали се изложени на притисок на разни лобија кои сакаат да ги задржат тие интереси? Регионот е сериозен кеш во прашање. 23 милиона некоја заработи во 5 години. Мислам, тоа претпоставувам дека тие луѓе нема се откажат туку така од тие привилегии. Значи, толку е прецизно нашето ветување за прашање кое што тангира огромна популација од нашето население, од нашата држава. Имаме извршители кои се обидуваат со пораки да ми докажат дека тоа фактички адвокатите се тие што ги полнат своите џебови. Адвокатите викат: "Јало, ви гледате што прават тоа извршителите." Нотарите викат: "Сега што направивте? Што направи претходната власт? Мора да го промените, не може." И адвокатите и нотарите на крајот да им наплаќат на субјектите, правните или граѓаните како физички субјекти. И сега законите во делот на извршните постапки и во делот на нотарските постапки ќе претрпат промени. Еден дел се укинати од самиот Уставен суд. Ги укина Уставниот суд. И тука носат олеснување за она што треба власта да го направи, но мора да оди тоа преку јавна дебата, решавајќи одреден круцијален проблем. Не смееме да создадеме друг круцијален проблем. Некој треба да се... Јануари, февруари, март ќе се донесат закони. Тука се тие закони што здравството. Постапка. Нема промени. Одите на клинички центар за рутинска крвна слика, ќе чекате по 2-3 сата. Условите се исти.
не се чувствува тој живот за кој луѓето гласаа. 6,5 месеци е новата влада. Значи 6,5 месеци. После 11 години. Зарем можеме да очекуваме сите дека за 6,5 месеци веднаш се ќе биде онака како што очекуваме? Ама нешто. Па има нешто, сами кажувате дека блескаме во Европската унија. Сами кажуваме дека тргнаа инвестициите во државата и ги има. Јас ги кажувам директно. Сами кажуваме дека минималната плата ги покачи и другите плати. До 18.000 денари ги помести сите, сигурно. Тоа се повеќе приходи кај граѓаните. Во здравството нема мој термин тој ќе се укинува. Си имали идеја како тој хаос да се реши? Секако дека имаме. Ќе влезете таму во не дај Боже. Никому, за никого да влезе таму. Но кога ќе влезете, вие сте изгубен човек. Прво, препуштен во здравството, стратегијата и реформите што треба да се случат е токму тоа што граѓаните го кажуваат секој ден. Значи, мора да имаме доволно лекари и медицински персонал. Нема доволно лекари. Тоа го знаат сите. За да има доволно лекари, мора да ги мотивираме и стимулираме соодветно. И тргнуваме од идната година со покачување на платите. И имаме веќе во буџетот 5% покачување. Ако успееме во заштедите на самиот буџет, кај што се, не знам, диализите, кај што се лабораториите, кај што се сите клиники и управни одбори мал милион, сите имаат комисии за јавни набавки, да ги централизираме да заштедиме пари. Ако успееме да ги фузираме тие здравствени домови што немаат врска од нивно функционирање заедно со болниците, за да заштедиме пари, мислам дека можеме да дојдеме до 15% веднаш покачувањето, за да биде доволно тоа мотивирачки. Уште на почетокот на годината сите дежурства сакаме да ги изедначиме со тие што се на клиниката и да почнеме од 2018. Најдовме пари за тоа. Значи, само еден сегмент за да имате мотивирани лекари и медицински персонал. Вториот дел, имаме еден куп инструменти кои што се набавени заради бизниси, ниту има обучени кадри. Значи нема никаква организација. Почна организацијата да може да бидат употребливи. За да може еден инструмент да се употреби, стоел со 2-3 години, што кошта 10 милиони евра, почнавме со обука на луѓе кои што ќе знаат да го употребуваат тој документ, тој инструмент. Имаме набавено, не знам како го вика, ласерски инструменти некои во делот на зрачењето, кај онкологија и радиологија. Е набавен инструментот. Тој може да функционира ако има претходно изградено бункер. Инструментот е набавен, милиони евра, бункер никој пат не градил никој. Джабе, не мора да се изгради бункерот за да може да се користи. Излезе на површина дека постои некаков паралелен увоз, дека јавноста е збунета во однос на транспарентност на тие здравствени установи. Што се случува? Знаеме ли какви лекови има? Кога веќе тој паралелен увоз постои? Дали се тие фалсификати пакувани не во Сирија биле, од Турција носени? Дали е запазен тој ладен синџир кој треба? Зошто не излезете со информација на јавноста треба да знае што е тоа што се случува во и каков квалитетна здравствена услуга добиваат. За парите нивни на крајот истото бидејќи секој плаќа. Секое лекарство се проверува во Македонија. Секое лекарство може да се случи. Одредено неконтролирано лекарство. Има ли такво или не? И тоа го работи. Еве сега тоа со инсулинот се проверува во Германија и ќе стигне резултатот дали е така. Но апсолутно лекарствата се квалитетни. Може да бидат уште поквалитетни, ако водиме подобри транспарентни постапки и подобро организирани. Има референтни земји по кои што се утврдуваат дозволите за увоз. Европа ги има само европските земји. Македонија има 10 европски земји плюс Србија и Турција. Мислам дека се така, или Русија и Турција. Не знам кои се. Плюс двете земји. И сега влегуваат. Најголем дел од паралелниот увоз е од Турција. И ние немаме проблем со таа работа. Но мора, сега новина ќе може. Но има проблем кога мора да има сертификат. 11 оригинал и 9 кои се фалсификат. Новината е, секој лек што ќе влезе, мора да има сертификат, потврда од изработувачот на самиот лек. Или од увозникот, односно извозникот, или од трговецот. За да ги има извозникот и трговецот, пак мора потекло на производителот. И се знае кој одговара. Тоа досега го нема. Има референтни земји, од кои што може да се увезуват сите лекови, се знае тоа, регулирано со Светска здравствена организација, со правилата меѓународни кои што постојат и се, но не е до крај прецизирано. Новината ќе биде цертификат мора да има за се. Моделот на здравството останавте без министер долго време. Што е сега проблемот со партијата на село околу тоа министерство? Вие сте
создадовте имидж во јавноста дека сте зборот, дека држите до зборот. Зборот е збор. Така. Села, наеднаш она што беше договор со Села за коалицијски договор, дека им припаѓа на таа партија Министерството за здравство, како да се предомисливте. И сега сакате да го задржите кај вас. Зошто не им го давате? Заради тоа што рековме, на никој не му следува по паритет министерство. Кадрите се важни. И здравство беше дадено заради господинот Арбен Таравари. Па, ако е така, во тој случај, еве сами рековте дека не сте доволни од, да речеме, Министерството за правда. И таму можевте, таму не инсистиравте на тоа кој да биде министер, да речеме. Туку препуштивте Дуи да стави се За министер. сите кандидати, јас зошто мислите дека не инсистира? Прашувам, не. Разговара во коалиционите партнери сите. Има министри од и заменици министри од други помали партии во коалицијата. Разговара во СДСМ за имињата, а не па во ДУИ или во Алијанса за имињата. Здравство припадна на Алијанса за албанците заради Арбен Таравари. Тоа не значи дека по дефолт ги следува здравство. Тоа што тој кандидат што ви го нудат, не ви сметате дека не може да ја заврши својата? Апсолутно, тој не е Арбен Таравари. И ние понудивме подпредседателна влада за реформи. Реформите се важни. Што Села го нарекува Предизвик. Министерство за бурек. Значи, секој има свој права на перцепции. Како да ви кажем сега? Ние го понудивме заради тоа што реформите се најсериозниот предизвик. Најголем дел од програмата на Алијанса за албанците, односно ДПА за реформи, е реформите. Да го преземат. Имат сериозни институции. Знаете Да не што, забра- околу да не забораваме, вашиот два кандидат исто ќе ви кажат, еве, например, пораките до јавноста се, и реакциите во јавноста, дека вашиот кандидат за министер за здравство е потписник на контрапленум, советник на министерот Тодоров, кој советник во еден систем кој е оценет од вашата партија како систем кој е целосно нефункционален, кој не е во служба на граѓаните, кој е смртоносен дури и така натаму. Значи, знаеме кога се појавува како советник, тоа се тие први години, кога доаѓа Тодоров, после тоа не е советник. Апсолутно, Венко е прво 6 месеци. Сите знаеме дека е одличен стручњак. Тоа не нема Одличен стручњак. Но пораката дека некој кој потпишал контрапленум. Не веќе давам моите коментари, мислам, јас не бегам од тоа работа. Прво, никој не спомнува дека ми е 6 месеци советник за здравство. Мој советник за здравство. Доктор Филипче, прво е одличен специјалист. Второ, добар познавач на здравството. Доволно прошетен и мотивиран за да биде имплементатор на реформите во здравството. Години има за да се докаже од животот е пред него. И апсолутно сум убеден дека ги има дефинитивно сите особини за да биде добар министер за здравство. И да бил потпишен на контрапленумот. Па нели рековме живот за сите, како рековме, нема да и правиме партиските само делби. Точно бил и на Тодоров. Значи, тие јас кои не беа го потпишани сваќам. на пленумот, тие не беа СДС, беа потпишани во име на принципи нека. Ама нели ги поврзуваат заради тоа што беа принципите соодветни на принципите за кои што се залагаше и СДС и тогашната опозиција, окей. А контрапленумот беше близок до власта и беше спротивставен на нив. Јас немам предрасуди, го гледам квалитетот на човекот и давам шанса. И тоа го знаат сите и во владата и директорите кои што се поставени. Нема резултати во соодветно време, завршуваат сите. Значи кој сака не заради тоа што јас ќе завршам ако нема резултати. И тоа е така. Дојде тоа време веќе. Нема готово, зимаш власта под контрола и готово, сега режими ќе поставаме. И сега останува алијансата со вас или не? Не останува алијанса, заради тоа што предлозите денеска за министри се испратени во собранието. И алијансата заминува од коалицијата. Значи ние не ги сменивме замениците. Министри кои што се од алијансата. Има тројца заменици министри, има 20 државни секретари. Има 22 или 20, не знам колку се врвни директорски места, зборувам на централно ниво, да не зборувам по вертикала. Има два пратеници. Или Значи- малце незгодно од Села, бидејќи он навистина беше лојален во едно многу тешко време. Незгодно ми е, да. Ама јас имам преголема одговорност исто така. Незгодно ми е. Тој беше рамо до рамо со мене на 27 април. Беше рамо до рамо и со другите пратеници од ДУИ, и од СДСМ и од помалите политички партии кои што се нас во коалиција. И ми е незгодно. И затоа толку време помина до номинираните. Правев се што можам да правам. Дадов се од себе. Дебати отворив секакви. Апсолутно не најдовме решение. Јас се надевам дека вратите остануваат отворени за идни соработки. Немам проблем, се е менливо и променливо.
за да можеме да градиме соработката. Испраќам порака и до сите други кои што не се составен дел на мнозинството во парламентот или извршната власт, сакам соработка. Македонија треба да ги искористи сите капацитети. Мене ми треба и силна опозиција, за да може да течат и реформите, ќе се решава проблемот со името. Значи, ние мораме да бидеме апсолутно со сите своји капацитети, со будното око и на опозиција на сите, за да можеме исправно да чекориме. Една од критиките на кои сте изложени во последно време е загадувањето на воздухот. Ја критикувавте власта кога бевте опозиција. Луѓето знаат дека тоа не може преку ноќ да се смени. Но сепак не ли недостасуваат премиере некои мерки кои би требало да се преземат, кои може би не драстично, но сепак значително би го намалиле степенот на загадувањето. Се користи, знаете сами, имате државна институција како што е јавното сообраќајно предпријатие. Во нивното гориво се пронајдени многу повеќе пати зголемен процент на сулфур, например, што значи дека мешаат гориво со тоа, она екстра лесно гориво. Петрол кокс користи усје, кој е исто така голем загадувач. Не користат петрол кокс, мазут користат, кој што веројатно е поголем загадувач од петрол кокс. Добро, и нели може тие работи да се спречат? Да се преземат мерки на некои од тие институции, да им се каже барем тие како институции или како големи корпорации, фирми како што е усје, да едноставно прекинат со таа пракса за да се намали загадувањето. Значи, прво во извесен процент. Треба да затвориме фабриките. Не реков да ги се затварат фабриките, но да се побара да користат, да речеме, енергенси кои не загадуваат во таа мера. Значи, укинат петрол коксот, за да може да ги принудат другите да го воведат мазутот. Усија еден на мазут. Значи, мазут е поголем загадувач од петрол коксот. Не знам зошто е фамат. Второ, ова екстра лесната нафта е иста нафта како другата. Само обоена, за да може да има повеќе загадува. Иста е нафтата. Не можеме да паѓаме на таквите шпекулации. Иста по се. Само се става овде боја, за да може да биде лесно разграничена заради по-ниската акциза, која ќе се плаќа на неа, и да биде социјална димензија покриена за домаќинствата, училиштата или слично. И за ваквите јавни институции. Значи, иста е нафтата. Не е нешто друго променето. Нафтата поминува сите контроли во Македонија. И нема ништо страшно. Проблемот е најмногу во грејењето. Домаќинствата кои што се греат на тоа што можат по стандардот нашето население. Па не може да се помогне со некакви социјални механизми за да се греат на друго, со некакви субвенции за да се тоа. Веројатно понатаму ќе можеме. Ова година нема со што да помогне. Мислам, нема пари во буџетот. Буџетот е единствено за да ги покрие 4 основни компоненти на негово функционирање: социјалната помош, здравството, пензиското, платите. Тоа е. Капиталните инвестиции за плаќање на старите долгови. Со возилата кои се увезува во тоа Груевски го овозможи како една популистичка мерка, но мора ли сепак тоа? Значи, еве вака. Тоа го чини буџетот во здравство. Една куќа има 250 грама честички, една кола од 89 има 0,2 грама честички. Значи, 67 до 70% загадувањето доаѓа од домаќинствата и од грејење. Ако земете, ако неколку мерки се спроведат и во изворите на грејење, и во возилата кои се возат, каков квалитет, и така, веројатно ќе може да се направи некаква промена. Цела стратегија и сет на мерки се влезени во имплементација. Еден дел од нив може ќе дадат на краток рок, многу мал дел. Најголем дел ќе дадат на среден рок, еден уште мал дел ќе дадат и на долг рок. Значи, гасификацијата е решение. И кога е гасификацијата ќе се случи? Почнуваме, ние имаме најголеми капитални инвестиции за едната година во гасификација. Кога? Има ли? Дадовме насоки. Насоки дадовме на сите градоначалници да ги отворат постапките. Досега општините по стариот закон немаа право да гасифицираат. И владата досегашна, што беше до предходната влада, се обидуваше преку тендери, знаат граѓаните, да привлече инвеститори. Ги нема тие инвеститори. И мораме ние да го решаваме тоа, како Македонија. Сега со новиот закон за енергетика отворивме можност и инвеститори, и општините, јавни, приватни партии, се, за да се отворат гасификациите. Јас сум бившиот градоначалник на Струмица. Значи, гасифицирани се сите школи, училишта, мислам, во Струмица. Секаде. Струмица и немала никогаш таков проблем како што има Скопје со загадувањето. Ама дефинитивно има помало загадување. Најзаgadен град во светот бе.
Ма дефинитивно има помало загадување од тоа што беше и порано. Зошто? Заради тоа што природниот газ е еколошки енергенс. За разлика од било кој други. И тоа го направи. 350 куки се приклучени, 17 фабрики се приклучени, основните средните школи, градинки. Се вратам на Скопје како најзараден град. И се имплементираме на секаде во Македонија. И ќе стартуваме со тоа. Но зарем мислите дека може и институционалните капацитети, дали не 3 инспектори, ако добро разбрав, има во Скопје кои можат да утврдат нешто што се случува, кој на што се грее и така натаму, да ги утврдат тие, да ги лоцираат тие клучни загадувачи. И во таа смисла нели може да се појача тој институционален капацитет. Се прави ли нешто? Значи, ако секако ќе вработиме нови и многу... Дали правите веќе? Правиме постапки, отворивме постапки. Отворивме постапки, што значи да се прошири администрацијата со систематизацијата на тие значајни места и да се зголеми нивниот број. Но не се 3. Може само градот има 3. Секоја општина има минимум по 1. Министерството за екологија ги има државните еколошки инспектори секаде. И тие се најповеќе таму кај што е најголемото загадување во зимскиот период. Ние не правиме некои други еколошки инспекции освен ова. Значи донесовме цело едно координативно тело, кое што е дефинитивно стендбај да реагира комплетно, и ќе ги кажам точни мерки кои што се треба да ги знаат граѓаните. Значи координативното тело има подготвен конкретен план и мерки за активности. Доколку среднодневната концентрација на ПМ10 частичките е над прагот во текот на 2 дена, наместо да предходните 5 дена, над 200 микрограми на метар кубен. И доколку праговите се измерени, значи конкретно е прецизирано што, се знае кој зима, и покажа на 2 мерни станици во Скопје, или 50% од бројот на поставените станици во било кое населено место, стапува на сила. Веднаш акционен план на мерки во надлежност на општините, Министерството за животна средина, за внатрешни работи, за здравство, за труд и социјала, како и во надлежноста на сите инспекцијски служби. Ги активираме и комуналните инспектори. Имаат овластување и еколошките аспекти да ги контролираат. Ако се случи концентрацијата на голем. При тоа, значи, тргнуваме со сите можни контроли во делот на рудниците кои што ги истакнуваат. Тргнуваме со набавка на повеќе... Што е со рудниците, кога ги спомнавте? Тоа предизвикува голема загриженост кај граѓаните од југоисточниот дел на Македонија. Што се случи? Ќе има рудници со Казандол? Со Казандол, правните експерти, заедно со Сдруженијата еколошки и советничките тимови од мојот кабинет... Вие ветивте на луѓето дека со рудници дека нема да има такви рудници кои ќе имаат такви процеси... Цијанид, користаат, немат геотекстил... Стоите на тоа? Стојам комплетно на тоа. И јас за да го реализирам тоа, мора да имам правно-формални аспекти. Затоа што може да не тужат со потенцијално 250 милиони евра казна пред судот за арбитражите кои што ги водат неги за меѓународните судови или слично, и не само тоа, тој што ќе го потпише тоа без основ, веројатно нема да излезе од затвор и ќе треба да ги надокнади на државата тие 250 милиони. Тоа треба да го знаат граѓаните. Ама можно е со има правни основи. И правните основи се изнаоѓаат заедно со Сдруженијата еколошки, заедно со правните тимови и слично. Луѓето се загрижени, знаете. Но како не? Со право. И не многу ви веруваат во тоа дека нема да има. Значи, ние ќе ги преземеме правните постапки и сме го дале зборот и на тој збор ќе стоиме. И апсолутно мора да постои правни причини согласно кои што се раскинува договор. Заради тоа што сите тие исти луѓе кажуваат, добро, тие луѓе таму вложиле нешто, кој ќе им го плати тоа? Никој не дава одговорот на ова прашање. Тие ќе се го понесат тоа што вложиле тие, тоа не е им оправдува, тоа не е утеха за тие граѓани таму. Сакам да ви кажам, ма некој мора да мисли какви последици ќе нанесе и врз државата и дали некој ќе оде у затвор за таа работа, ако без основ тоа го направи. Не, со основ ќе бидат прекинати постапките за експлоатација на рудата или геолошки истражувања кои се во тек на Казандол и на рудникот во Иловица. Премиере, нема уште многу време, би сакал да поразговараме малку за односите со соседите и она што се случува во регионот. Грција. До кај сме со Грција? Ќе се случили, како одат тие процеси? Оптимизам на сите страни и во меѓународните фактори. Вие изразувате оптимизам, од Грција доаѓаат такви најави. Што се случува? Значи, помина таа прва фаза, каде што посредникот Метјо Нимиц ги сретна преговарачите од двете страни за да веројатно провери
до каде се спремни двете страни. И утврди дека двете страни се спремни суштествено да навлезат во решавањето на проблемот. Има предлог? Нема предлог. Закажана е нова сесија на крајот на јануари и веројатно секој месец ќе има сесии каде што буквално под наши инструкции ќе се решава проблемот со името. Јас сум убеден дека тоа треба да го направиме најкасно до крајот на првата половина од 2018. Има ли изгледи да бидеме спокојни во смисла на тоа дека идентитетските прашања кои ги загрижуваат граѓаните? Не сме дојдени до дека може ли преговорите како што предлага и Европската иницијатива за стабилност да го отргнат тој сет на прашања кои го засегаат идентитетот и да се разговара само за географската одредница околу која малте не постои консензус во Македонија дека е прифатлива. Тоа и ВМРО го има разговарано за разни опции околу географска одредница. За вас е релативно прифатливо. Може ли до таква една ситуација да дојдеме? Една работа научив. Ако тоа јавно јас го коментирам, можам само да го загрозам успешноста на процесот за кој што се надевам. Мојот оптимизам го темелам на суштини во кои што ги знам во сите материјали кои што ме подготвиле како премиер. А ме подготви од кога станав премиер, не знаев ништо претходно, оти немаше кој да сподели со опозицијата. На основа на тоа што го чувствувам како подготвеност од грчка страна и преку средбите со Коцијаш, но и со разговорот кој што го имат со Ципрас, неговите изјави и генерално политичката фела во Грција. Мене ми е драго што е подобрен и имиджот на политичкиот гавармент или власта на Македонија во Грција. Сме навистина од граѓаните пријателски настроени. Јас проверив после договорот со Бугарија, видов дека граѓаните сакат храбри одлуки и докажав дека храброста не ни недостасува. Ја имаме. Имате подршка од граѓаните за договорот со Бугарија? Тоа го е мерено, е истражувано јавно мислење? Имаме подршка и за јавно мислење, имаме подршка и на изборите. Кампања цела се водеше во Источна Македонија. Граѓаните дадоа подршка на кандидатите од нашата коалиција и од СДСМ, предводен од СДСМ. И тоа за мене е охрабрување да терам натаму. При тоа водејќи грижа за мојата земја. Јас знам дека проблемот е врзан со името. И треба да биде врзан со името. За жал, во некои поранешни години се отворија и други прашања. И верувам дека ќе можеме со целосно сочувување на нашиот дигнитет, оти џабе е дигнитетот ако изгубиме. Нашата национална посебност, нашиот идентитет, џабе е се. Верувам дека ќе се изнајде решение. При тоа, моја грижа мора да биде политичката поставеност на Ципрас, неговите коалициони партнери, па и опозицијата во Грција. Морам јас да водам грижа за нив, а и тие да водат грижа за власта во Македонија и опозицијата во Македонија. Само со меѓусебно водење грижа можеме да исчекориме кои изнаоѓање решение. Значи, премиерот на Грција рече има шанси новата влада во Македонија да не приближи кон решавање со името, ако е подготвена да отстапи од таа антиквизација и тоа е моето прашање. Тоа беше прилично позитивна изјава од премиерот. Јас се сваќам позитивна, но од наша страна таа антиквизација која и саби ја критикувавте како опозиција, нешто сте воздржани сега да го кажам мојот став. Повелете. Прв пат некој ме прашува по ова прашање. Јас сакав истата вечер да реагирам. Но еве прва прилика. Вели ако владата во Скопје се откаже од правото да биде единствен наследник на Александар Велики. Тоа е изјавата. Добро, и има шанси да се реши проблемот. Јас во името на владата се откажувам дека Македонија е единствен наследник на Александар Велики, кој стигнал до Персија, до Индија таму. Се откажувам веројатно и од Александрија од Египет, од и таа е таму стигната, заради тоа што навистина кралството на Александар Македонски се простирало насекаде. Историјата не припаѓа и нас, веројатно од таа историја припаѓа дел на Грција, дел на Бугарија, дел на многу други земји. Јас сум борец за добрата иднина на моите граѓани во Република Македонија. Јас сум убеден дека ние можеме заедно со премиерот Ципрас, Никола Димитров, заедно со Никос Коцијаш, заедно и нашите преговарачи со посредништвото на Нимиц да изнајдеме решение. Ако при тоа заедно веруваме дека нашите граѓани ќе не наградат повеќе за храброста, во вербата, во перспективите и идината, отколку во нашиот кукавичлук ако останеме заглавени во минатото. Но убеден сум дека и грчкиот премиер го знае тоа, јас го знам. Ако донесе храбра одлука и тој,
како што сум спремен и јас да донесам одлука. Граѓаните ќе не наградат за тоа. Заврши времето на патриотизми, како ќе сочуваме ние тоа, историите наши или слично. Не. Целиот свет ита напред, заради тоа што обезбедува перспективи и иднина на својот народ. Франција и Германија се пример за тоа. Очекуваат од вас и конкретни поставки војн на коња, Александар Македонски аеродром и така натаму, автопатишта, булевари Александар Македонски, во образовните читанки Александар Македонски. Ќе има ли гест во таа смисла конкретен од ваша страна? Да дозволиме да навлеземе во процесите. Се што ќе правиме транспарентно. На крајот се надевам дека тоа ќе биде потврдено на референдум кај граѓаните. Важно е тоа. Да го сочуваме амбиентот на внимателност и предпазливоста заради успешноста на процесот. Би сакал да ги дадам сите одговори кои што јас ги знам, но тоа што го знам, во најмала рака ми дава причини да продолжам да бидам оптимист. Од тактички причини сакате да кажете не можете да соопштите детали. Верувам ако околу тоа што соопштам, ќе превземате и како ќе правите. верувам ако соопштам детали, ќе треба грчката страна да реагира, па ние да реагираме на грчката страна, не. Да водиме грижа. Да не одат преку преговорите преку медиуми, сака да кажете. Дали ќе одите на медиум во Грција да на отворен разговор би прифатиле ли? Секако. Немам проблем. Јас мислам дека во скоро време ќе дојде некој медиум да дадеме интервју или веројатно ќе дојдат после Нова година, не знам како тоа пиар секторот, 3-14 медиуми. Правам брифинг пред сите. Немам проблем. Околу пиар секторот кој го споменавте, многу критики има околу тоа. Одличен пиар сектор. Одличен е пиар сектор. Гледате дека сме горе на анкетите, стоиме, значи добро се ја вршат работата луѓето. Не се ни 120, не се ни 40. Тие се 20-тина. Околу односите со соседите. По многу часови на ден, повеќе од 8. Господин премиер, Србија со Бугарија и Албанија очигледно многу се подобрија односите, што е навистина добро. Со Србија, па не сум сигурен дека се подобрија. Сигурен ли сте дека подобрија? Гледам дека тоа фиром во Србија станува се посилно. Живањевич му станал советник на Вучич во меѓувреме. Така што таа епизода како да не само што не отстапува Белград од неа, туку малку пријатели сме со Србија. Да? Нема таков политичар што може да го расипи пријателството помеѓу македонскиот и српскиот народ. Значи помеѓу граѓаните на Македонија и граѓаните на Србија. Ние треба да се движиме кон тоа што нашите граѓани го посакуваат. Јас сум убеден дека тоа пријателство постои. Имавме одлична државна постава Србија. Договорена е крајот на февруари или почетокот на март заедничка владина седница во Куманово, која што ќе се одржи и тука ќе се донесат многу пендинг или отпочнати процеси на спогодби, договори и меморандуми кои што ќе се потпишат помеѓу нашите две земји. Зедовме обврска да ги поставиме one-stop шоповите на нашите царини и ние и српската влада. Тоа значи да го преполовиме во најмала рака чекањето на камионите и граѓаните на граничните премини. Сето тоа се дел од активности кои што следуваат и ќе ја напредат соработката помеѓу Македонија и Србија, заради тоа што сите знаеме дека се работи за две земји големи пријатели и должност и моја и на премиерката Брнабич, како и на председателите на државите, е да соработката расте. Останувате ли на онаа изјава од Црна Гора дека сте под закана на атентат? Значи, уште еднаш ќе ја преповторам изјавата во функција дека јас сум спремен на се, дури ако се случи и заканата на атентат. Значи, во тој смисол, зборувајќи во Црна Гора како некоја паралела што се случувало во Црна Гора. Со замешателството на Русија на Балканот, во тој контекст. Да бидеме беше прашањето на новинарот. И ако се случи и таква работа во Македонија, јас го кажувам, ако се случи, јас сум спремен да се. Тоа со Русија, тоа нема да ме одврати од тоа влијание на Русија го чувствуваме уште како опасност која може да не оттрне од евроинтеграцијските процеси. Јас работам на меѓувладина ресорска комисија меѓу Македонија и Русија за да унапредиме соработката со Русија. Нашата земја интерес има да освојува плюс пазари во Русија, да зголемуваме економската соработка, но алтернатива за Македонија освен НАТО и ЕУ нема. И тоа се работите. Значи, јас сум убеден дека Македонија може да исчекори и кон ЕУ, па дури и кон НАТО, градејќи пријателство со Русија. Во новата стратегија на Европската Унија, која се подготвува, дали 2025 година е реална Македонија да стане членка на Европската Унија, односно да го фати возот со Црна Гора и со Србија?
Во новата стратегија јас верувам дека за секоја земја треба да има по нешто. За нашата Македонија треба да има датум за отпочнување на преговори. Тоа е нашата цел која што треба да има во стратегијата. 2025 верувам дека ќе биде година. Јас се надевам дека можеби и нови раководства на ЕО ќе го поместат ова малку поназад. Секако зависејќи од нас и од успешноста на нашите перформанси. Не само на реформите. Мислам пред се на економските перформанси. Јас сум убеден дека ЕУ ќе не прими кога ќе се доближиме со економскиот стандард таму, со земјите членки. При тоа треба да работиме тоа да го кренеме колку што може повеќе. Во стратегијата сум убеден ако продолжиме да испорачуваме резултати, дека Македонија ќе добие датум за преговори заклучно со до 2018 во јуни месец со извештајот. Не е добро да се подига оптимизмот ако во нешто не сте сигурни знаете. Апсолутно ми е јасно. Добро, ако кажам дека не очекувам, како да ја натерам целата администрација што работи на реформите, како да знам дека треба да се успее? Целта, датум за преговори со Европската Унија е легитимна цел и е достижна цел и јас имам право да бидам оптимист. И сум оптимист и го очекувам тој датум. Ако кажам, ама знаете, Борјане, не сум јас баш многу сигурен. Вратата во Брисел е отворена, но дал таа иста администрација ќе свати дека тоа не е здраво за готово. Брисел ја отвори вратата, но таа иста администрација треба да свати за да влезе дека има многу работа. На состанокот со председателот Јункер не се партиски интереси, нели, лични, туку на вистина посветеност на професионално голема работа. Експертски поставено, ефикасно и експедитивно да се завршува тоа. Па и откажување од некои интереси кои до сега функционирале, да речем. Согласувам се. На различни лоби групи, интересни групи, бизнис групи. Значи, не оценуваат по успешноста на реформите, меѓу кои успешноста на реформите на администрацијата. Мониторинг имаме огромен над нас. Ние можеме како влада да држиме одлични пресконференции за нашите успеси, но и некој друг не следи од надвор. И апсолутно мораме да испорачаме во целиот овој период. Јас сум убеден дека испорачаме, имаме капацитети за оваа работа. Голем дел од институциите се надвор од контрола на власта, како што е правосудството или не знам медиумските работници и медиумите. Важно е тоа. Но знам како е владата поставена за да успее во тоа. И мораме да успееме. Ова прилика не смееме да ја пропуштиме. На средбата со председателот Јункер се обидов да му кажам дека давањето датум за преговори за Македонија не значи дека ние ќе станеме членка. Има скандинавски земји кои што ги завршиле преговорите, не станале членки. Одлучиле. Норвешка. Но за нас е буквално не ги завршија до крај. Буквално dead or life. Значи за нас е единствената перспектива без алтернатива. Европската унија. И ја заслужуваме. Човекот е пријателски настроен и комисијата е пријателски настроена. Само треба да продолжиме да испорачуваме резултати. Верувам дека наградата, датум за преговори, ќе ја добиеме. За крај да ме прашам околу животот, пак да ме вратам и тој либерален имидж на државата. Знаете ли дека уште кога ќе одите во дуќан, ако е 7:15, не можете да купите едно шише вино ако одите на гости? Па добро знаете дека таквите закони веќе се пуштени. Ајде сега да ве прашам, има повеќе живот или не после промената на власт? Да се разбереме, јас тоа јавно го кажам, јас како новинар кој бил изложен на сериозни притисоци, апсолутно е секако подобро. Во многу различни сегменти, но останува да лебди, да виси во точно. И еве на пример ова мерка да се чувствува човек во 7:15 како да е прохибиција, па шверцува алкохол затоа што зеба на купуваат сите на крај. Добро, да. Купуваат, зошто треба да го кинеме, што се лажеме? Да. Зошто такви мерки не, тоа е едноставно не е тоа. Да. Прво е тешко во парламент да се поминат законите заради тоа што опозицијата додека беше внатре знаете што се случуваше со 10 парламентарни групи и како тече процес. Законот е пуштен. Точно е сака да бидат укинати и во бутките, односно овие трафиките и на бензинските пумпи. Иницијативата бе не ги укинавме. Но 19 часот го укинавме. Апсолутно. Го укинавме во предлог законот и е пуштен. Јавната дебата е отворена на НР системот, постои Министерство за економија го изработи. И уште нешто многу другари ме прашуваат. Вие така ли животот го доживеувате, мислам, не треба да е само тоа животот, секако треба. Легализацијата, например, на марихуаната, зашто Македонија не изгради таков имидж? Знаете како ние продолжуваме со законската регулатива. Или сега се плашите да не случајно од конзервативните средини тоа не биде гласачки тела, тоа доживеано лошо? Ова има сериозна одговорност
а ние велиме реформи на администрацијата ќе правиме. Таа администрација мора да биде професионална за да преземеме некој таков чекор. И се знае, таму кај што е легализиран Амстердам, се знае каде се дозволиво. Така? Ние продолжуваме со законската регулатива, денеска помина законот за семе, каде што е направен уште еден чекор за сеење на канабисот за лек. И тоа верувам дека инвестиционо ќе раздвижи многу во Македонија. Имено. Треба да го имаме. И во ваквите дебати на потенцијални инвеститори ми кажуваат луѓето, дај бе направете го чекор. Мала земја сме ние, ќе исконтролираме. Вика, знаеш како во Амстердам, значи веќе сите се нема развод на бракови, сите се така стрекни, хај се, викама некои работи, мора да има контрола. Се разбира. За се што постои. И за тоа да администрацијата ќе отвориме таа дебата. Има чекор по чекор, да воведеме во Македонија употребата на канабисот за лек, за маслото од канабис, кое што веќе беше почнато од претходната власт, го поздравивме и продолжуваме. Во тој дел веќе почнуваат сериозни инвестиции во Македонија. Јас верувам дека многу тоа ќе придонесе во бруто домашниот производ, ќе отвори работни места, ќе го зголеми извозот на Македонија. Има неколку убави перспективи, но јас сум либерален човек. Знаете дека единствената работа, јас се кажувам, побарав за мене една работа. Имам премиер станав сега. Имам право, граѓанин сум, јас сум либерте човек, изборувам отворено. Посред кампања, едно минимум прашање го фатив. И велам да размислуваме за да го дозволиме пушењето во угостителските објекти каде што не се служи храна. По патна лиценца, па објаснам се, напад од медиумите добив невида. И се повлеков. Значи се повлеков, јас бев Зоран Заев кој што рече ќе го распуштиме судството. Гледате, нема ништо од распуштање на судството. Заради тоа што ми дојдоа експертите пред сод дома и на крајот од дело викат да има поединечна санкција и но не распуштање на сите. Но не можеш на сите. И окей. Значи јас не претендирам да бидам најпаметниот, ако сум прво извршната власт. Сакам да дебатирам за сите прашања. Но и така како живот за сите има повеќе од тоа што беше. Веројатно и кога ќе заврши нашиот мандат и кога ќе исполниме и економските вредности на животот за сите и рамноправноста на пристапот на работно место, на можност да се вградите се уште нема да е до крај. И таа цел треба да биде конечен таргет. Дека некој мисли дека не е подобро, но верувате дека луѓето се можеби очекуваат некои работи да се движат побрзо и реално некои работи може ли побрзо да се движат? Јас очекував повеќе од 49 пратеници, ама сега толку дадоа граѓаните, ќе работиме понатаму. Менеджментот дури на тесното мнозинство е квалитетив за Македонија. Нема да ми забегуваат властодржците во Македонија начело со мене. Ќе држеш, ќе бидеш отчетен, ќе гледаш сите да одлучуваат натре и тоа е квалитетив. Има мал милион квалитетиви што се подобрија во Македонија. Треба да продолжиме да работиме и имат нашите граѓани право да очекуваат брзо чувствување на животот за сите. Но перформансите и капацитет на Македонија се тие. Јас сум економист. Ми вика еден пријател од Струмица, се врати претходниот викенд дома и вика, Зоки, ова е НАТО не се мачка на лев, знаеш. Именно. Да видиме економските тука работа. Повеќе од 1/3 во денот, покрај сите дипломатски работи и сите министерства кои што морам да ги мотивирам, контролирам, упатам, 1/3 и повеќе од моето време трошам на економијата, на инвестициите, на буџетските перформанси. Јас Струмица ја водев на економски план. Сакам да играм со ресурсите на државата, да искористам сите механизми. Работиме одлично. Одлични ми се економските ресурси. Одлични си, ќе дадат одлични резултати, кои што не на крајот заедно да се фали. Граѓаните да ги почувстват и они да коментират за нив. Верувам дека доаѓаат убави времиња за Македонија. Премиере, благодарам за ова интервју и посакувам успешна 2018 и да се остварат очекувањата како ваши, така и на голем дел од граѓаните. Од ваша уста во Божи уши. Благодарам на поканата, ми беше задоволство.